Продолжуваме понатаму. Колегата Дејан Андоновиќ го оставивме денеска за крај, за да добиеме некои 5 минути дополнителни плюс од она секојдневна анализа на колегата Дејан Андоновиќ, бидејќи се случуваат и настани кои заслужуваат малку повеќе време. Дејан, добро утро. Темата на која што ќе разговараме денеска се настаните кои се случуваат во Израел, односно израелско-палестинските немири во појасот Газа. Па ајде за почеток, што се случува таму? Израел веќе влезе во појасот Газа, не престануваат немирите, обид за прекин на огнот од страна на Египет, но безуспешно. Што се случува во моментов? Какви се последните информации? Прво сакам да те поправам, не се немири, туку вистинска војна и целиот свет во моментов сите очи се вперени таму. Причина за тоа е војната која се случува помеѓу Израел од една страна, а од друга страна палестинското движење Хамас, тоа е радикалниот дел кој се обидува да нанесе што поголеми штети на израелската држава, од друга страна и покрај најавите, лажните вести и останатите информации кои во новава војна сега, за разлика од минатото кога агенциските извештаи не брифира, сега со новите технологии, социјалните мрежи подложна им јавноста и на лажни вести. Имено Израел не влезе во појасот Газа копнено се уште, но изминатото деноноќе е најголемото ракетирање од почетокот на конфликтот од пред некој ден. Вкупниот биланс е 118 загинати палестинци, меѓу кои 30 деца, меѓу кои 20 жени и над 2000 повредени. Од друга страна и Хамас возвраќа со ракети пред се во некогашниот престолнина на Израел Тел Авив, каде исто така има жртви и повредени, но новата технологија на противвоздушната одбрана на израелската армија, така наречената гвоздена купола, засега успева да ги оневозможи овие ракети на Хамас да паднат врз стампените објекти. Се случува сериозна војна, најголем конфликт од 2014 година, но 74 годишниот конфликт меѓу израелците и палестинците очигледно досега беше замрзнат и беше лажен мир, така да веројатно можеби и ќе се влезе во конечно разрешување на тоа дали појасот Газа и западниот брег ќе бидат палестински или ќе останат и натаму под израелска окупација. Советот за безбедност на Обединетите нации денеска требаше да одржи воредна седница, но поради САД беше одложена е за во недела. САД засега се противат на одржување на седница на Советот за безбедност, за да се усвои заедничка изјава за да се осуди израелскиот напад. САД имено сметаат дека Израел има право да се брани, има право да се бранат и палестинците. Една би рекол комплицирана и чудна формулација за тоа сите имаат право да се бранат, а сите напаѓаат. И она што во интерес на времето, за жал, овај голема тема која трае 74 години и тешко е 3 минути да се опише, таму влада е вистинска војна, но исто така протестите на израелците од евреите од една страна и палестинците од друга страна се префрлија и во западните градови, по имено пред израелската амбасада голем број палестинци протестира против Израел. На само 20 метри од нив се собра огромна група на израелци кои си ја бранат амбасадата, па американската полиција имаше полни раце работа. Она што се стравува е повикот на одредени лидери на одредени муслимански држави, како што е Реджеп Тајип Ердоган, кој ги повикува сите муслимани да им се спротивстават на Израел и на нивната, како што ја нарекуваат, анексија и тортура врз палестинците. Од друга страна Израел се брани од Хамас, кој е милитантно крило и кој во овие мигови се обидува политички внатре во палестинската управа да го порази владеачкиот Фатах на некогашниот претседател лидер Јасер Арафат, кој беше познат во светската јавност, и така да успее да испрофитира во целава оваа состојба. И она што за крај е страшно е можеби се поголемото вмешување на Иран и останатите муслимански држави на Блискиот Исток. Она што мене ме загрижи е изјавата на шефот на европската дипломатија Борел, кој изјави дека Европската унија не е способна да влие врз Израел да ги прекине војните дејства, дека тоа можат само да го направат САД, а САД, како што реков во почетокот на мојата анализа, засега смета дека не треба Советот за безбедност на Обединетите нации да усвои заедничка изјава со осуда за конфликтот, туку треба да се причека уште некој ден за да може дипломатијата да профункционира.
Ајде нешто повеќе токму за ова, за меѓународниот фактор и за реакциите. Го спомена ставот на американскиот председател, ставот на Ердоган, што секако она што го спомена исто така е и ставот на Европската унија, поточно Борел, високиот представник за надворешна заедничка безбедносна политика на Европската унија, како да ја отргна унијата на страна, ја остави на страна како нем наблюдувач практично. Што е со останатите светски сили? Не те слушнав да го споменеш и ставот на Русија. Па Русија е воздржана во секој случај, повика на смирување на насилствата. Мора да се знае дека во надворешната политика сум забележал дека секогаш кога е Израел во прашање, Русија не му дава поддршка, но никогаш грубо не му се спротивставува. Има еден воздржан став, за тоа Москва повикува на смирување на страстите, ќе потсетам, таму гинат цивили и невини луѓе. Она што е малку по-сериозна реакција, би рекол, е она на Кина, која бара итно усвојување на Советот за безбедност на Обединетите нации, барање за Израел веднаш да се повлече, нешто што не го слушнав од Москва сега за сега. И она што поради неможноста на европската дипломатија и Борел, кој изгледа дека Европската унија нема никакво влијание, гледам и има големо одредено придвижување на француската дипломатија и Емануел Макрон. Јас ќе потсетам, Франција сите овие години беше на некој начин конфронтирана со Израел по некои одредени прашања, се разбира, не беше од страната на палестинците, но беше против политиката која води тогаш Тел Авив, а сега Ерусалим околу палестинското прашање, па така сега Макрон ми се чини и Франција ќе се обидат да ги доживеат своите 5 минути, да се обидат да посредуваат во целата оваа состојба. Но таму се уште трае војната започна како резултат на еден имотно правен на одлука на судот да ги исели палестинските семејства од стариот дел на Ерусалим, а при тоа да не ги исели и израелците или евреите од западниот дел на Ерусалим, каде што во исто време се вселени 1948 година, па сега со враќањето на имотот да се вратат и израелците. Но ми се чини дека најголем проблем за овој конфликт и одмрзнување на конфликтот е одлуката на поранешната администрација на Доналд Трамп. Сега не би сакал да ја обвинам, но сепак тоа беше иницијалната каписла кога пред година и пол или две ја поддржа одлуката на израелската влада на Бенјамин Нетањаху, кој за да ги добие политичките поени и изборите кои тогаш се случува, одлучи светиот град Ерусалим да биде главен град на Израел. Ерусалим е град каде што трите религии, христијанската, еврејската и муслиманската, го сметаат за свет град, па оттаму присвојувањето на некој начин на Ерусалим за Израел ги изиритира муслиманите и арапите кои живеат на Блискиот Исток, целата таа операција и целата таа желба на Израел и на Бенјамин Нетањаху беше поддржана од Доналд Трамп. Сегашната администрација на Бајден, барем за сега не гледам дека е многу среќна, но не сме јавно да излезе и да каже дека тоа можеби беше грешка. Ќе потсетам, главниот град на Израел порано беше Тел Авив, сега е Ерусалим. Сега Израел почнува полека во стариот дел на градот да ги враќа имотите од пред 1948 година, да ги селува арапите и палестинците и да населува еврејски семејства, што ги изиритира и палестинците, но и нивните, да кажеме, арапски браќа. Од друга страна и традиционалните сојузници на Израел од арапскиот свет, како што се Обединетите арапски емирати, па и Кувајт, кои поради интерес и во посредство на САД се во добри односи со Израел, сега очигледно ќе мора да ги расипат односите, бидејќи во моментов Израел со палестинците со еден збор би рекол тешко обединување, но уште потешка ќе биде поделбата. Така е, Дејан, ќе видиме што ќе се случува за време на викендот, па во понеделник ќе продолжиме со оваа тема, бидејќи не верувам дека ќе се случи примирие онакво какво што е посакувано во текот на наредните 2 дена, како што кажат и жестока војна, но ајде да видиме како ова ќе се заврши, па така овој нареден понеделник место за протести ќе разговараме за малку по-жестоки напади или малку по-вжештена состојба и атмосфера на Блискиот Исток.
Дејан Андоновиќ... Ќе видиме што ќе направи Советот за безбедност во недела, кога е закажана таа седница и дали воопшто ќе имат некое влијание големите сили да излијат на двете страни да прекинат со огнот. Да, но со оглед на тоа дека големите сили се на малку спротивставени страни, останува да видиме што ќе се случува на таа седница на Советот за безбедност. Дејан, ти благодарам и за ова јавување. Како што кажав, се слушаме во понеделник. Секако да ја продолжиме и оваа анализа за тоа што се случува на Блискиот Исток, но и секако се останато што се случува на меѓународната сцена. Благодарам. Благодарам.